оваа бројка од 59 присутни ви е многу добро позната на вас од пред некоја година. Со 59 ги гласате сите ваши предлози, меѓутоа ќе дое време, нели, ќе се продискутира и за тоа. Имено, што пишува во извештајот на господјата Марија Георгиевска, Комисијата на продолженијата на 13-та седница на Комисијата одржани на 2.6.2022 година и на 2.9.2022 година за предлози на суди на Уставниот суд на Република Македонија ги утврди кандидатите Фатмир Скендер, дипломиран правник, значи баш за уставен судија, и Татјана Васич Бозаджиева, дипломиран исто така правник со положен правосуден испит и магистар по правни науки од Скопје. Сега, образложението. Треба да се има предвид дека седницата на комисијата на која се расправа за предлозите за судии на Уставниот суд се одржува долг временски период од 7 јуни 2021 година до 5 октомври 2022 година, а во текот на расправата од предложените 9 кандидати за предлози за судии на Уставниот суд, комисијата ги утврди горе наведените кандидати. Сега вака, колективна одговорност има, меѓутоа колешка Марија во притвор се оди сама. Ова што го имате направено, знаете дека не е во ред. Колегите и колешките сега што се смеат околу вас, нема да одат во притвор. Ама вие за оваа работа ќе одите во притвор. Ова е срам за собранието. Ова е невиден бандитизам и силечиство. Не знам зошто ви е потребен парламентот и пратениците. Изгласете си и завршена работа. Меѓутоа, за кратко од сега, ќе следи одговорност. И ќе повторам, оние што ве тапкаат по рамо, нема да одат во притвор, ама вие ќе одите во притвор. Затоа барам оваа точка да се тргне од дневниот ред. Благодарам.